Македонијо. Огин го гори Брезово, Македонијо. Ордан со чета навлего, Македонијо. Ордан со чета навлего. И на дружина говори, Македонијо. И на дружина говори, Македонијо. Станете, браќа, не спите, Македонијо. Земајте бомби, куршуми. Недела е околу 8 часот изутрината тргнавме од Битола кон демирхисарското село Брезово. Бргу стигнавме во селото со оглед на тоа што требаше да се мине пат од само околу 50 на километри. Минавме по еден асфалтиран пат. Ќе ја чуеме приказната тоа кога тој пат е направен и кога од главната сообраќајница Демирхисар-Кичево е поврзано и селото со еден асфалтиран пат. Интересна ќе биде тоа приказна. Додовме во селото Брезово со оглед на тоа што за него се слуша и се знае многу. Се вели дека едно од демирхисарските или македонските села кое што има навистина една невидено бурна историја. Поврзана е со првата кула која служела за одбрана од нападите на турскиот аскер во времењата на назад. Позната е по бојот на познатиот војвода Јордан Пиперката исто така со турскиот аскер. Познато е и по многу нешта други кои што треба сега да ги откриеме во рамките на ова посета на селото Брезово. Стигнавме тука, сме веќе на сред селото, го очекуваме нашиот соговорник, инаку домаќинки ни биде во текот на целиот престој. Во овој неделен ден во селото Брезово, тоа е Војо Ралевски, околу 80 годишен човек кој што долго време живее во Битола. Меѓутоа, од тоа што ќе го чуете од него, ќе видите дека добро го познава минатото и сегашноста на некогаш доста познатото борбено или воинствено село Брезово. Огин го гори Брезово, Македонијо. Огин го гори Брезово, Македонијо. Овој патот што го поврзува селото, односно патот што поврзува Демирхисар и Кичево, таму каде што е знакот за Брезово, поминавме 5 километри. Асфалтиран, тесен пат, меѓутоа пат кој што има своја приказна. Може да ни кажете кога е изграден патот? Уште повеќе што многу малку претпоставувам знаат дека кога се патувало во времењата на назад од Битола до Кичево се минувало низ Брезово. Патот е граден уште за време на Турската империја, али не беше правен со плочи, со камен, не беше со дамаска правен. Патот е изграден 39-та година со кулуци, ги зема селаните гојдата, коњите и луѓето, носеа тамо и го градеа патот за Кичево преку Турла, Вранешница и Кичево. Во тоа време, кога се разви саобраќајот, почна да одат автобуси и камиони, пошто порано се одело со запрежни работи. Тогаш патот се направи со калдрма и таа калдрма и ден денес постои од Брезово нагоре преку Цер, преку Турла до Кичево. Патот е доста стар и еден дел е веќе пред распаѓање, пошто од 62 година се изгради патот асфалтиран за Кичево преку Велмевци
прострање и сите тие села нагоре. Значи овој пат не се користи. Сега патот исклучиво се користи за Брезово за носење на камен и прање варници. Има уште намена, бидејќи каменот варовник кој се произведува се најдува на едно 5 километра од Брезово нагоре и тамо го собираат, го ваѓаат за да спремат варници. Еве веќе сме во селото, да ни кажете малку за историјата на ова село. Велат дека е доста богато, има доста богато минато, дека е едно од најстарите села на ова подрачје. Со оглед на тоа што чувме дека вие доста добро ја познавате историјата на селото, може ли да ни кажете нешто за минатото на селото? Селото Брезово постои од 1360 година, а запишано во турските книги е од 1460 година по фамилии. Која фамилија како се викала и која куќа по имињата на луѓето. Иначе селото се развивало многу брзо, бидејќи во тоа село имало 5 манастири и 9 цркви, од кои јас сега знам едно 6 цркви и еден манастир го знам, другите не ги знам. За бројот на населението јас откопамтам од 46 година, 47 во Брезово имаше околу 1200 души. Имаше 302 куќи, од кои денес има можда уште 70 на 80. А жители? 1200 жители имаше, 52 година имаше 800 жители. А денеска? А денес има околу 100 жители само што се занимаваат со вар. Раселението на селото, односно емиграцијата на селата си го направи своето, да нашето село се одсели негде во Белград, имат од мојата фамилија околу 92 души. Директно од мојата фамилија. Во Битола, каде све, сите се раселени, овие што се останати се занимаваат исклучиво со вар. Има ли некаков податок за време на турското владење со овие простори Брезово, колку население имаше? Во турското владење 1460 година, така мислам е запишано колку памтам, имало 14 фамилии по име. Али Брезово е 4 пати раселвано. Не било на ова место. Негде било кај Бучим, како се вика тамо точно, не знам, има запишано. После раселено е во Сопотница, имало многу брези тамо, на тој ридот кај што беше железничката станица. Од тука имаме едно место се вика Шумјак вамо, и ден денес зидиштата постоја, било раселено и тамо. Бегајќи од турците, се населиле на ова место. Брезово беше познато и е денеска познато, така го пишуваат во сите приказни за историјата на минатото на македонскиот народ како воинствено село.
Доста се познати војводи од ова село. Може сега да се подсетиме на тие времиња, во времето на турското владење, кои се војводи од ова село, еве така станале со пушка в рака да ја бараат својата слобода. Од војводите од Брезово познати имат околу 14 души кои се запишани. Од тие во одборот овде и комитлукот цел се одвивал во Брезово. Кога дошол Јордан Пиперката, не е од Брезово тој, ама цел комитлук и живот го како населеник го водел во Брезово. Кога дошле турците да го опколат Јордан Пиперката, од една викана Кула и ден денес го бранеле комитите над куќата кај што бил Јордан Пиперката опколен. Како војводи Сотир Гаревски е организаторот на воопшто на комитлукот, после него е Јордан Пиперката, после него Костадин војвод. Зад нас е еден од најстарите објекти овде во Демирхисарското Брезово, славното Брезово. Најславно Брезово. Да, може ли да има некаков податок кога е изградена оваа кула? Кулата е изградена 1530 година. Исклучиво за одбрана од турците и тука се собирале комитите. Во која во неја се направени по стар тип мали пенџериња со сурмиња, вратите со дрвени сурмиња, пушкарници, во зидоите има грња клавано за чување муниција кој имам и ден денес од тие метци што се бранеле од турците. Имам еден од тие метци тука, дај да го видиме тој метак. Интересна работа е, да кажеме нешто сега за тоа. Тоа ти ќе го покажеш. Да, еве го. Тој метак. И што мислите, овој метак од кога потекнува? Веројатно овој потекнува тогаш од 13, 14, 12, 11 година, германски се. Али веројатно овие се прв пат произведени во 910 година во Германија. Точен податок немам. И кој ги потребувале? Овие исклучиво комитите го потребувале за одбрана од турците. Овој не е овој единствен. Не, имаме уште од нив, ја имам уште неколку парчиња кои ги имам најдено во тие камарите, односно во грнците, во кула. Да. И овој метак сега ќе ми го подарите сигурно. И еден ќе ти подарам, ама не овој. Овој прво го најдов зато. А овој прво најден. Да. Одма ќе ти подарам. Еве го овој метак таму. Можно е да се речи, да се претпостави дека ова муницијата што ја употребувал и Јордан. 1000% е ова е потребувана за одбрана од
турците и Јордан и сите комити овие ги употребувале. Да. И се одиме понатаму со описот на кулата. Значи имавме простори за муниција. Имаме пушкарници, простори за муниција, внатре ова беше покривена со плочи, камени плочи, за да не можат да ја запалат. И што е најбитно, пушкарници се изградени во вид од една страна поширени, од друга многу тесни, за тие да ги гледат, за да можат да гаѓат по секако под тие што се бранат. Можно е да се каже дека и Јордан Пиперката ја користел ова 100% за сите, не само што е користел, мала тврдина. него тука и се криеле, а на средина имат две огништа, кај што оган палеле и се грееле. Плюс има и оджаци, кај што палеле огани во оджакот за да би зимните времења потоп. Имате ли некакво сознание кулата кога е изградена, значи 1500 која година? 1530 година е изградена со податок. Податокот моментално со некоја по поделбата, кој се делела нашата фамилија Ралевска, му паднала на еден и ги избришал тие податоци, али има и записи кај што се знаете од 1530 година. Значи сега тоа е ваш имот, значи на семејството Ралевски, така? Да, ма и тогаш. со пари на Ралевци е градена, затоа останала во Ралевци, иначе ќе беше селска. И едно што е уште побитно е да ја користеле исклучиво комитите. А после откако ја поделија Македонија, откако се слободивме од турците, останала во наследство наше. Значи од тогаш е само споменик и така. И од тога е само споменик и би ја захтевал владата на Македонија, малце има вакви објекти, да клае еден прст да ја заштитиме, и брзо ќе падне, ќе се растури, а објектот е вреден. Видовме, одвај отворивме вратите, одвај влеговме внатре, видовме се што има внатре и стари спомени од времењата, може да останат и пред 100-200 години, се зачувале тие работи. Ова е еден миниатурен, да речам, музеј на Брезово, иако Брезово има Не, тоа ќе биде музеј затоа што во Брезово многу луѓе идат. Само овие за конјите за Крушево што одат за Илигден, тука по 2 дена седат. Овде доаѓаат за Илигден многу народ, ќе има доста посети. Ордан седи на кулата, Ордан седи на кулата, па ми гледа горе долу, па ми гледа горе долу. Ова куќа што е зад нас е поново изградена куќа. На тоа место некогаш имало стара куќа, слична на една што помалку ќе ви ја покажем. Тука практично недалеку од кулата, која е една од најстарите објекти во Брезово, е водена тешка битка меѓу Јордан Пиперката со својата чета и турскиот Аскир. Еве, Војо сега ќе ни раскаже наку со таа приказна. Што се случувало всушност овде? Јордан Пиперката као комита, као војвода, бил еден од најпрочуените и најхрабрите луѓе. Овде во Брезово го одбивал комитлукот и ги раководел комитите и као храбар човек, еден ден го обколиле во ова куќа, овде била стара куќа, направена слична на кулата беше, само поголем. Таа е денес преправена, направена е нова куќа на местото на неја. Аскерот го обколил човек до човек. Тој го викнал, тој коджабашијата турски, како се вика, има податоци, дупнал една дупка со спрдел, со пушката го тепал и отворил вратата и зел, го разгорел едно чумбе, една печка, ја свитлил со жарие со едно со друго, излегол, ја фрлил во турците, сите турци се разбегале, тој избегал и куртули ужив. Јордан Пиперката е доста славен и прочуен во Македонија
и повеќе треба да се проучува за него, бидејќи све не е проучено за Јордан Пиперката. Тој не загина тука. Овде не загина, Се извлече од таа битка со Ашкерот. Да, точни показатели за неговото предавство, нема отепање на тромеѓето меѓу Црско и патот кој го поминал џадето од на Едноричче, тамо кај што и споменик е изграден денес. Има и песна за овој настан. За Јордан Пиперката овде во Брезово има 7 песни. Инаку за Брезово се исправени 5-16 песни. За Брезово има Ретко кое друго село може да се попали. за Брезово као старо село и комитско село има доста песни и има многу преданија за случаите што се случували. Ордан седи на кулата, Ордан седи на кулата, па ми гледа горе долу, па ми гледа горе долу. Gleda sile nas je, nizdo gleda sile nas je, silen asker baši buzu, silen asker baši buzu. Frli bomba vo selo to, frli bomba vo selo to, ko zatrese celo selo, ko zatrese celo selo. Izvikna selanite, izvikna selanite, što je ova od Ordana Piperkata, što je ova od Ordana Piperkata. Редно е да слушнеме нешто повеќе за црквата Свети Ѓорѓија. Рековме дека Брезово е полно и со цркви и со манастири. Ги има доста, меѓутоа ние немавме можности во текот на еден ден да ги прошетаме, да ги посетиме сите, да кажеме нешто за секоја поединечно од нив. Меѓутоа еве ја имаме среќата да сме во црквата Свети Ѓорѓи. Ова е една од постарите цркви. Може нешто да чуеме за неја? Црквата Свети Ѓорѓе е градена 1888 година. Тога е завршена, душа. Врз копите ги правиле некои охриѓани по име и презиме ги пише внатре, а јас сите не ги памтам. А фреските се изградени во најсавршена форма. Убаво е од историскиот архив од Битола или од било од каде да дојдат да видат каква форма се тие на фрески. Имаме постари цркви, имаме 1416 година црква, односно као манастир се сметаме, е црква Свети Илија. Имаме црква уште една во Брезово, која Свети Никола. Имаме 3 манастири кои се распаднати и уништени и уште доста цркви. Има нешто по што, да речеме, оваа црква се препознава, нешто што станало така во сеќавање, да што се прикажува, раскажува за неја?
во селото се раскажува доста за неја, бидејќи сите обреди, сите крштевки и сите настани кои настанувале за одбрани на селото и све, тука се преповедале. Огин го гори брезово, Македонијо. Огин го гори брезово, Македонијо. Ордан сочета навлего, Македонијо. Ордан сочета навлего. И на дружина говори Македонијо. И на дружина говори Македонијо. Станете, браќа, не спите, Македонијо. Земајте бомби, куршуми. Цветановски раде. Цветановски рад. Кај сме овде? Село Брезово, место викано Присој. А, Присој. Има и Осој, така? Да, да. А Присој е таму каде Присој што? на Присојница, на Што е на сонце. Да, да. Ама овде ем сонце, ем оган. Е, оган, да, така? да, И да. малце тешко е за работа. Да, тешко е, ама мора. Колку време и правевте подготовките за ова што сега овде се случува? Цела година скоро. Цела година. Да? Да. Дрва, камен, носење, вадење каменот, носење каменот, редење врницата. Колку луѓе сте ангажирани во? Тројца, четворица некојаш, зависи, сега сме тројца. Многу топло не е на Жешко, овде? жешко, многу. Не, топло, туку жешко е, 1000 да. степени. Колку? 1000 внатре. Охаха. А колку треба да има внатре степени за да се 1000, направи 1000, каменот вак? 900 до 1900. А? Да, многу. И Сила. колку дена тоа трае? 3 дена и 3 ноќи. Некој ќе цело време поќе сте- нон-стоп, Да, цело време сте вие цело тука? време сме, да. 3 дена мора да сте тука. Ноќе, ноќе Од- дење. Од поставувањето, Да, од затворањето да, на фурната? Да, до да се сгори. Аха. Од кој ќе се запали, до да се остави да се лади, 3 дена и 3 ноќи. Многу Утре вечер треба некај да ја оставиме. Зависи ќе кажи како е горе. Ме познаваме. Така кажуваат во Да, сината, само си така. знаете Да, како да. треба, И кој ќе е готово ја оставиме утре вечер или ноќта. Колку дрва отприлike ќе потроши? 25 кубици, некаде 28 тука. Тоа огромни дрва Да, се да, тешки да. лапа ова како Лапа, ламина, лапа, ама така? клаваме и отпадок што се трески Да. и така со овие што се стрешни, сливи и тоа клаваме. Колку е капацитетот? Колку вар од ова ќе излезе? 8.500 кила е ова. Сите варници овде се така во Не, не, Брезово има и или поголеми. поголеми Има и и поголеми и помали? помали, да. Да? Да. И каде е носите варта? Каде е Варта секаде по пазарите, Битола, Тичево, Придеп, Крушево, овде, овдешниот дел. продаваат? Топло надвор, топло Топло, околу многу, фурната, жешко, овде жешко. не се диши. Жешко, така? затоа еден ќе поклава, па друг се менјава. Да. Ај малце понадвор од ова изгорепе овде. Многу топло ни е, Многу не топло е. испечува. Да. Да. Кажете ми, колку време вие се занимавате со овој занат? Ави, од мал, од татко ми се занимаваше, дедо ми, па јас сега. Само сега помалку, пара направиме повеќе, сега по една. Толку. Колку? Една година? Една годината, да. Само толку? Само толку. И колку заработува Абе, тоа? толку. Зависи како ќе продадеш, ако ја продадеш намало, поскапо е, ако ја продадеш на големо, поевтино и така.
Отприлика Зависи. така колку пари може да се 6 денари, 7 тука. се исплаќа тоа да се работи Абе, цела година да се направи една фурна да си има Абе, една вака. знаме, бадила работи, бадила не седи, тоа е. Да, има една Да, така. да. Јас многу пати видам така бадила работи, бадила Така е. не седи. Со друго се занимавате ви? Како не? И работам битово. Овде нешто во Брезово И овде нешто бавчи. имаме тука бавчи, малце, в село имаме на село и така. Граф, тропиперама, кравите ги зебе година, и слабо. Да. Лего е. Овде на Дивите Пришојов свињи. е доста зелено. И значи ли тоа дека овде има доста вода? Има вода, има Да? војци, убај, по сите долчини има вода скоро. Мала, тука имаме срево спроведено од таму до Плевнаца. Вас ви треба вода за оваа работа? сето тука удобно. Не за ова работа, за фурните ви треба вода? Не треба за миење, за пиење, за гаснење вака, кој ќе дојде чарието. После тоа, Откако каменот ќе се претвори во вар, да, ја отворате фурната, Да. ја товарите се вади, ги товараме и ја носите таму кај транспортираме. што има потреба Да, на некој ќе пазар. оставаме тука во Бурина и да те земат после тоа прекупци. Така, доаѓа, тоа да, тука да. земат, да. Така, Од да. каде доаѓа? Од Кичево, од Крушево, од Прилеп, некој од Битола, така. И откако ќе се направи таа фурна, и овде се састава во мирување, Во повеќе нема мирување, ништо? дури полека за друга, за година. Се збират. Се спремате за Да, година? да. Значи, долга е таа Да, процедура да, една, така, Да, не е да. тоа секој Не ден. наеднаш, не. А има некои што прават повеќе фурни во денот, така, повеќе Ама поќе луѓе, ако се може да прави, не е во денот, во годината, 2-3 да прават. 2-3 во година. Да, така. да. А кажете ми, каменот од каде го носите? Каменот су во поле, преку еритот од таму. Со што го носите? Со камиони, со трактори. Како таму се добива камен? Таму земја, камен, голем камен со чекање, со чиви се крши. Но има се доста сепи. што Го работи има, или го- вие самите работате? Па ние. Вие си Да, кршите ние сами сами, камен, сами. товарите, носите Да, овде, да, се да, спремате да, за да, една да. година Се да сами. извадите на фурна, така? Да. Се сам. Малце тешка Тешко е, работа. тешка, ама мора. Да. Мора. А, памтите некој, да речеме, уште многу одамна да го работел ова од вашето Да, семејство? дедов си го прави. И прадедов Таму си. долу на патот имаме варница, најдолу. После вода беше, кога дотечеше водата, ни правеше проблеми, влегуваше вода внатре и се преселиме тука. Колку луѓе во Брезово денеска се занимаваат со оваа работа? Се занимаваат 10 куќи. Само толку. Толку 10, другите некои постари се, некои со стока и така. А толку се и вакви фурни овде? Не, има повеќе фурни, некои по 2-3 има. Не се користат. Не, не. Или тие една фамилија користи Да, двете? да, И два, тие три така пати. работат И како тие, вас ист, еднаш ист. во годината или И има еднош, 2 пати, некои што се тука поќе 2 пати, 3 пати, толку. Варта што ја вадите? Да. Квалитет. Квалитетно, доста квалитетна и барана е. Да? Се каде, да. И за што се употребува таа? Претежно за фино, за малтер, за фино. Се троши? Се троши. Во јабара? Не, во послаби количини сега, порано се трошеше многу кога се градеше, Кога сега се послабо градеше, се гради. така? Послабо се гради. Колку луѓе се работите овде? Тројца? Само тројца? Да. И до кога ќе ја завршите? Веќе уште еден ќе дојде, еден ќе замените, така. Значи, кога почнавте да го ложите ова? Вчера ноќ така и 3 сата. Вчера ноќ. 2-3 дена, така, само се ложи Да. и после затворате? Не, после ќе оставиме да лади, кога ќе догори 2 сати се затворат онде, да догора дрвата и после се руши ова вратата, овај дел. Сето со као што е лепено. И за побрзо да оладите. Инаку внатре па уште пожешка за стоварање, за вадење. Со нараквици се вади. Немате проблем со обезбедувањето на дрвата? И имаме кори, имаме меѓи, Со дозвола се маркираме, сечите и да. така, натаму не е Да, проблем. да. Многу дрва сака за Многу една? дрва, многу. А гледам какви трупци оде. Ова се треба да Коријата изгори. онде е дел наша додолу е. Да. Ова идат додолу. Ќе работите и понатаму, ова е тешка работа. Имате Да, намера или додека може? Дурможиме, може, ќе работиме, мора. Да? Да. Тешко. Сега да не ве пречам во работата, ајде да си продолжите со работата, Важи, ние уште фала. малку ќе поснимаме Мора, да фала, прикажеме може, како може. изгледа да се добие И вар. одбора видете и од таму се гледа. Од сакате кажете. Благодарам. Нема ништо, пријатно се најдува.